Во студиово, добро утро. Добро утро. Е Горан Наумовски, еден од водечките репортери на Слободен печат, кој што во вчерашниот број на печатеното издание, за оние кои што тоа го сакаа, може да го видат и на веб страната на Слободен печат, еден од најчитаните информативни веб портали во државава. Имаше една прекрасна репортажа со многу, да кажам, богати елементи на анализа, информации и така натаму, од посетата на една точка на југот на Македонија, каде што се случува главниот сообраќај со бегалци помеѓу јужната и нашата граница државна. Горан, како ти се виде целата ситуација таму? Ти не си прв пат таму и така натаму, меѓутоа беше едно врнежливо време завчера, прекчера, кога бевте за викендот бевте, нели? Како ти се виде целата ситуација? Значи, кризата со мигрантите, не само на јужната, туку и на северната, веќе 4 години обстојува и претпоставувам, моите претпоставки се дека уште долго време ќе трае. Многу е очајна состојбата. Мислам, жалобно човечка гледна точка, пред се уште има голем број на мигранти кои се обидуваат да минат Македонија нелегално, бидејќи не е затворена балканската рута. А од друга страна ги имате и оние што се грижат за редот и мирот, полицијата и војската, и тие се веќе со пола сили, на пола копие, веќе не може да го издржат тоа темпо на работа. Така да многу е од ден на ден е променлива состојбата. Минатата година, прво да кажем дека во Македонија има два бегалски кампа, мигрантски кампа. Едниот е Винојуг, ова каде што бевте вие на југот на државата, другиот е на Табановци. Со тоа што Винојуг е главниот, бидејќи минатата година од она што ги читам податоците што ги објавивте во репортажата, таму имало околу 28.000, 25-6.000 во Винојуг и 1-2.000 во Куманово. Истовремено лани нашите погранични полициски органи забележале негде над 25.000 обиди за илегален влез. Какви се статистиките годинава? Уште пострашни. Сам кога ги гледаме низ бројки, значи лани имало по 2083 месечно обиди. Што би рекол дека по 400 до 500 дневно. Тоа е веќе премногу, нели? Тоа се луѓе кои што доаѓаат од Грција и се обидуваат илегално, нели, на секој може начин да предат високата заштитна ограда која не дели меѓу нас и Грција, или да се протнат низ они граничен предел каде што поминува меѓународната пруга, кај Камен 59, каде што беше најголемата гужва кога беше бегалската криза. Само да кажеме, од Дојран до Пелистер постои жичена ограда која што е 3 метра со жилет, со рейзер ограда, резери. Значи просто да ќе видиш одака двослојна е, тешко да се прекачиш да ја пројде, а потоа патуваат и патроли, претпоставаме. Патроли не само на нашата полиција, и тука поминува и патрули на армијата, бидејќи нели кај нас е прогласена вонредна состојба на самата јужна граница од страна на претседателот. Тука се присутни меѓународните политички сили. Тоа е Фронтекс мисија. Токму така. Која пате биде речено се уште не ја потпишавме за овој наредниот период заради дипломатските проблеми со Бугарија, јазикот. Таа си продолжи да се функционира, нели, таму се уште се присутни најголем број, има од Словенија, од Чешка, од Полска полиција, значи едноставно на толку полиција мигрантите успеваат. Добро, тоа се луѓе кои што бараат чари. Очајни се, значи бараат. Го посетивте кампот бегалски, со него управува Црвениот крст на Македонија? Центарот за управување со кризи управува. Црвениот крст ги снабдува бегалците со потребните материјали, од храна, облека, обувки, нели, и воспоставува и контакти меѓу семејствата, им помага, за да, нели, оние што сакаат да побарат помош. Црвениот крст тука исто така им помага и во добивањето, во прифаќањето на тие што ќе побарат азил да останат во Македонија, па се пренесуваат во Скопје.
Така да Такви има многу малку случаи. многу малци ги има, бидејќи многу малци остануваат. Што се случува? Добро, илегално поминуваат, бидуваат фатени. Потоа ги носат во Винојук во овој бегалски камп, да кажем, кој исто така е под ограда, се чува и така натаму. Так. Таму никој не останува повеќе од 2-3 дена. Повеќе од 3 дена не. Значи едноставно тие што ќе изразат желба да се вратат во Грција се многу малци. Многу мина успеваат некако да искочат од тој камп. Тоа главно се случува ноќно време, Ноќно време рипаачици. кога да полицијата из која го обезбедува кампот, да речеме е во помал број, претежно е покрај границата, успева да го напуштат кампот, нели? Добро, избегат. полицијата не снимала до сега случај да пука по некого кој што се обидел да бега од кампот. Никога Мислам, беше тоа би било- најголема таквиза, ни сега не се случило такво нешто, се почитува тие права. Што е потоа рутата? Ќе избега од кампот и На секој начин воспоставуваат претходно контакт. Значи праксата вели или она што досега откриено од најстражните органи дека тие воспоставуваат контакт со шверцерите. шверцери на мигранти. Да, кои парадираат во тој дел од границата. Најчесто се тука беше ни жители од локалните средни места. Тоа се овие што ги фаќаат потоа по автопатишта со 8-10 так. луѓе во автомобили така. Тоа се криминални групи кои најмногу се менуваат. Значи има колкото пат целиот систем функционира, ќе се фати една група која шверцува мигранти, на нивно место доаѓа друга група која презема улогата на шверц, ги пренесуваат најчесто до Ваксинце и до Олбај. А таму ги превзема локалната мафија која едноставно царува во тој дел од границата, ги пренесува до другата страна на Србија, нели? Што се цените за тоа? Колку плаќаат овие несреќни луѓе за да Овие за несреќни тој луѓе транспорт? само за транспортот, збориме, од Гевгелија до Куманово, според нивните кажувања што ги имаат дадено до сега, плаќаат меѓу 700 и 800 до 900, зависи нели По човек. од човек. Значи 10 души во автомобил. 800 евра збориме. Да, се разбира. Јас и некогаш беше ни информација дека возачот избегал, а фатени се 8 или 10 души во автомобилот пред 2-3 дена се објави. Тоа е значи една заработка која што локално наше таму население веројатно за еден ден вади колку за половина година. Да, со тоа што се става во ризик пред се животот на мигрантите и на возачот, тука никој тоа не го зема во предвид, бидејќи они прават еден систем што побрзо да ги пренесат, нели побрзо, побезбено за нив. Имаат и екипи кои поминуваат пред нив како чистачи кои ми најавуваат дали има негде има полициска патрола за да припазат. Тоа е така организирано. Супер организирано, едноставно. Бидејќи на крајот сепак се движат по овие патишта кои што се контролираат. Токму така. Токму така. И затоа потоа и гледаме овие излетувања во Ендеци, туку ќе прочитаме оставени комбиња напуштени со луѓе. Па и кампот и во Гевгелија беше препон со такви возила кои се запленети. Возилата се запленуваат и потоа влегуваат во судска процедура, бидејќи казните се всушност многу големи. Затворски казни се во прашање на 3,5-4 години, понекогаш и 10 до 12-15 дена да стигне во зависност нели каква криминална група снема збор и како е откриено што колку се работела. Така да тие возила се запленуваат. Во кампот да не претерам имаше преку 70 автомобили, а тука има и комбиња, камиони. Да те прашам, бидејќи ги одгледав и јас фотографиите од кампот и така натаму, вака, на прв поглед тоа делува пристојно, морам да кажам. Тоа се главно контейнери кои што се обезбедени со тоалети, чисто, средено, да кажем, тоа изгледа хумано и така натаму. Меѓутоа не успеав да видам на фотографиите всушност бегалци. Зошто? Имаше мигранти во кампот околу 10-тина. Луѓето беа на прв поглед знатижени сака да видат кој сега дошол во кампот, да не некој нивен сонародник, па да поправмуват, кога дознаат дека станува збор за новинарска екипа од страв. Дали претходните патувања нивни, не знам, ние искрено, се затворија Избега. Се затворија во кампусите и одбија да контактираат на било каков начин со нас. Добро, што е процедурата? Ако некој не ќе да оди по овие црни патишта, дошол во тој камп, што се случува потоа со него? Пограничната полиција им ги предава повторно нивните колеги во Грција. Тие се враќаат назад.
Но Тоа е меѓународна регистрирано е- обврска да, Да. оно што ќе влезе мора да се врати назад. Токму така, од каде што дошол од А земјата. потоа Грција ги враќа пак на таа граница кај што поминува. Интересно е, ние бевме од таа страна на границата во Поликастро районот. Таму бегалците, кај нив се уште се водат како бегалци, се движат слободно. Може да си појдат до продавница, да си купат, да си пазарат. Значи, видливо е нака присуството дека ги има и по патот, и по нивите. Некои од нив нашли работа, таму ракатуваат. Бидејќи не сме слушнале за инциденти во Македонија, јас не памтам дека имало, можеби некоја една-две тепачки годишно меѓу нив Само тоа се самите. случувало. Меѓутоа, еве, поминаа години, 4-5 години ќе бидат, а не сме слушнале за никакви инциденти кои тие луѓе ги прават. Петта Напротив, година, да. врз нив прават, знаат да ги така. ограбат, знаат и така, ама не се тие... Не, едноставно луѓето сакаат што побрзо да предат Македонија. Ние на крај на цел се земите од Европска унија, они сакаат претежно да идат во Германија, како ветена земја, без разлика од која држава доваѓаат. Претежно кои поменуваат из Македонија се афганистанци и пакистанци, но ги има и во голем број ирачани и иракчани, така да оваа криза ќе потреба уште бајги. Мислам дека ти ги констатираш или негде га читав на друго место дека се повеќе се мажи, дека сега веќе помалку има семејства или жени и така натаму и деца, Так. а ова се очигледно оние кои што бегаат од економски и социјални причини. Токму од тие дека земји. тоа се све работоспособни мажи на возраст од 18 до 30 на 5-6 години, кои и во текот на интервјуата кои ги има дадено кога биле приведени, кажуваат дека идат од економска причина, да најдат работа во некоја земјите на југ. Бидејќи таму каде што живееле или евентуално Од каде што доаѓаат, тоа не им било возможно да се да најдат работа или ако работеле било тоа некоја мала пара, така да идат за некој подобар живот. Горан, за крај, разговаравте и со раководителите на кампот Винојуг во Гевгелија, тоа се луѓе, и разговаравте со представниците на Црвениот крст. Што велат тие? Тие велат дека не само на границиве, у камповите, значи во едниот камп, у Гевгелискиот и у Комановскиот, туку се сочуваат со мигрантската криза и понатаму и на нелегалните премини. Каде што дават прва помош пред се. Значи, месечно имаат по 300 до 500 интервенции од нивна страна. Станува збор за повреди, нели, за помош на повреди, пад, некоја и се котин, нели, така натака. Едноставно велат дека не знаат и они не можат да претпостават дали се ближи полеко не Им крај. прават ли тестови за ковид? Прават. Да. Прават. Значи и тоа помина. Да, се. Горан Наумовски, благодарам многу за ова утринско брифирање. Благодарам Јас на ги вам. поканувам сите оние кои што сакаат и поубаво и подобро и повеќе да дознаат да го посетат сајтот на Слободен печат, каде што ќе можат навистина да уживаат. Можеби е погрешен зборот, меѓутоа да се информираат на еден убав начин за тоа што се случува, па конечно и на еден објективен начин без да има потреба, бидејќи околу таа тема кај нас познато е се дигаат и разни политички тензии, има луѓе кои сакаат да направат и политички профити од тоа.